Исусе Христе, слава ти, Господ е пастир мој, ништо не ми недостасува. Он ме пасе на плодни пасишта, на дивки води ме води. Ја крепи душата моја, по пат на правда тој ме води. Заради името Твое, Татко мој Исусе, те љубам, мил Исусе. Не се плашам од зло, ти си со мене, мил Исусе, Твојот жезл спокој ми дава, жива вода во утробата. Не се плашам од зло, ти си со мене, мил Исусе, Твојот жезл спокој ми дава, жива вода во утробата. Трпеза ми приготви пред непријателите мои, со елеј ме помаза, со блаженство ме напои. Милоста ме придружува во сите дни на животот, во домот Татко престојувам многу дни, многу дни. Не се плашам од зло, ти си со мене, мил Исусе, Твојот жезл спокој ми дава, жива вода во утробата. Не се плашам од зло, ти си со мене, мил Исусе, Твојот жезл спокој ми дава, жива вода во утробата. Слави Христе Боже. Слави Христе Боже, моја душа уморна, Твојата радост силна полна, во срце ми пристигна. Твојата радост силна полна, во срце ми пристигна. Ти ми даваш сила, надеж, љубов што не собира. За навек сум Твое дете, Духот Твој ме облева. За навек сум Твое дете, Духот Твој ме облева. Царство Божјо Отче, се да ми се придаде, ти се враќам Тебе, Татко, да сум едно со Тебе. Ти се враќам Тебе, Татко, да сум едно со Тебе. Благослови Исусе, моја душа во Тебе. Благослови Исусе, љубов Твоја во мене. Благослови
се да сме вечно на небе. Слава ти, Господи Исусе Христе. Деца, весели бидете, радувајте се. Исус ни дава полна радост. Ајде, добро утро. Ајде, деца, убај, слава ти, Господи Исусе Христе. Благодариме што ги изгасна пожарите. Слава ти, Господи Исусе Христе. Слава ти, Исусе, што плаќаш дожд да ги изгасне пожарите. Арахма сандарај. Добро утро, Исусе. Јас те канам во срце. Отвори ми ги очиме, да те гледам најаве. Те сакам, Исусе. Отвори ми ги ушите, да те чујам, Исусе. Добро утро, татко мој, чедо Божјо, син сум твој. Со тебе можам да направам се, со тебе можам да издржам се, со тебе можам да победам се. Поведи ме, Исусе, со тебе можам да направам се, со тебе можам да победам се, со тебе можам да победам се. Поведи ме, Исусе. Утро, татко мој, ме измиваш во духот твој, ми го чистиш срцето, да се вселиш во него. Добро утро, Исусе, и денес врвам по тебе, за секогаш во срцево, во Царство Божјо небесно. Со тебе можам да направам се, со тебе можам да издржам се, со тебе можам да победам се. Поведи ме, Исусе, со тебе можам да направам се, со тебе можам да издржам се, со тебе можам да победам се. Поведи ме, Исусе. Слава ти, Господи Исусе Христе, слава ти, Исусе. Ајде. Стани и оди, 6-5. Земи ја постелката и оди си. Верата твоја те спасува. Верувам во Исус, мој Господ, Спасител. Тој ќе претрпи до крај, ќе биде спасен. Остави се земно и врви
по мене. Јас сум Твојот Господ, доктор, спасител. Стани и оди, Исус те исцели. Ме исцели по цели свет, ме возлюби, по љубов ме напои, роден сум, по љубов Твоја, што никогаш не сопира. Ме исцели по цели свет, ме возлюби, по љубов ме напои, роден сум, по љубов Твоја, што никогаш не сопира. Што сакаш да направа за Тебе, да гледам, подам, слушам, љубам Исусе. Се е можно за оној кој верува. Нека ти биде според верата. Ме исцели по цели свет, ме возлюби, по љубов ме напои, роден сум, по љубов Твоја, што никогаш не сопира. Ме исцели по цели свет, ме возлюби, по љубов ме напои, роден сум, по љубов Твоја, што никогаш не сопира. Слава Ти, Господи Исусе Христе, остануваме исцелени. Манде, кај одиш? Свири нешто. Слава е, слава е. Овде има едно дете од Москва, разиграно. Од Москва? Деца, кај сте? Разиграно. Кај сте сега? Слава на Христа. Смрти го да го видат. Еве го. 68. Видете овде едно дете. Слава Ти, Исусе. Од Русија. Деца,увај, останете исцелени, примете сила, останете во Исус, дајте му ги клучевите од вашите срца. Амин, слава Ти, Господи Исусе Христе. Слава Ти, Исусе. Ајде, деца. Слава Ти, Исусе. Ајде, 68. Јас сум со Тебе. 68. Слава Ти, Господи Исусе Христе. Амин. Слава Ти и фала Ти, татко. Дојди во Македонија, помогни ни да се изгаснат пожарите, да сопрат горештините, а враќаме Македонија во Твоја собственост. Таа е Твојата земја. 68. Сум со Тебе, да те извадам, каде и да си, сине мој. Те чекам долго, долго, да клекнеш пред мене, да се покаеш во љубов вечна претопен. Не собирам на љубав, тако најмил Исусе, љубовта Твоја до срцето, во секогаш, за навек, за навек, за навек.
за секогаш, за навек, за навек, за навек. Јас сум портата, дојди помини, дојди спаси се, по љубов роди се. Клекни пред мене, прошка побарај, биди вечна љубов со мене. Не собирам да љубам, татко најмили Исусе. Љубовта Твоја во срцето, за секогаш, за навек, за навек, за навек. Не собирам да љубам, татко најмили Исусе. Љубовта Твоја во срцето, за секогаш, за навек, за навек, за навек. Слава Ти, Господи, ајде уште таа па ќе влеземе. Царството Божие, слава Ти, Господи, те доаѓам скоро, таму негде позади, да. Кој дојдеш? Ајде, дојдем скоро. Кој број? Тоа е негде 63-4. Кој? 60 Ти го давам срцето. Ти го давам срце. Ајде. 6-2, па ќе ја најдеме таа. Твојот син за нас, Ти го плати долгот наш, Ти ни даваш патека, да врвиме по љубовта. Ти ни даваш патека, да врвиме по љубовта. Давам срцево, дојди живеј во него, татко најмили Исусе, возлюбен мој Господе. Татко најмили Исусе, возлюбен мој Господе. Нема да умрам, ке живеам, љубовта Твоја ке ја прославам. Живееме ли, умираме ли, во љубовта Исусова. Живееме ли, умираме ли, Исус нас не воскресна. Нема да умрам, ке живеам, љубовта Твоја ке ја прославам. Живееме ли, умираме ли, во љубовта Исусова. Живееме ли, умираме ли, Исус нас не воскресна. 57 дуа
доаѓам скоро и ќе почнеме. Doaѓam skoro, doaѓam skoro, doјди мили Исусе во моево срце. Дојди мили Исусе во моево срце. Еве ќе дојда скоро, и со мене отплата, секому ќе дадам според делата, колку љубов во срцата. Секому ќе дадам според делата, колку љубов во срцата. Кој е жеден, нека дојде, кој сака, нека земе, од живата вода дару, сака мил Исусе. Од живата вода дару, сака мил Исусе. Слава Тебе, Исусе. Епа сега музиката ќе вечера духовна храна. Јас имам храна, вели тој, кој вели Исус Господ, нашиот Господ и Спасител, што вие не ја знаете. А тие му носат телесна храна. Мојата храна, вели Исус, е да ја исполнувам волјата на оној што ме прати. Тоа е храната, тоа е духовна трпеза, трпеза на љубовта. Кога ја исполнуваш волјата, ти се храниш. Инаку тој вели кога се собирате на вашите вечери на љубовта, нели, да не јадете со некој блудник или така, да не брзате да се најадете пребрзо, да се почекувате и така натаму. Друга е темата. Ние бевме сведоци дека деновиве преплавени се мрежите Facebook со една фотографија, односно слика од Леонардо да Винчи, и тие коментираат нешто за Исус, но ќе се вратиме на тоа. Татко наш, во името Исусово, ние се радуваме што не собираш во името на Господ Исус Христос и што ги отвараш небесата и слегува Твојот мир, Твојата вечна љубов во нашите срца. Ние примаме свет целив, Ти се подаруваме, се носиме до Тебе во пост и молитва, Ти се даваме во собственост, да бидеме Твои деца, Твоја собственост, да се вратиме во Царството Божјо, во полна сила, да можеме да бидеме светлина на светот и вистински Твои представници на земјата. Ние сме согласни и сите заедно велиме не за сатаната и смртта, да за Исус во нашите животи, во нашите семејства. Се што не е од Исус, веднаш да замине од овој собир, од овој дом, од нашите душа и срца, од нашите семејства. Се што не е од Исус, веднаш да замине, мораш да заминеш од десната страна во Исус, заповедуваме и не се враќај повеќе. Се што е од Исус нека остане. И заедно сите велиме, бегај од мене, Сатано, во името Исусово. Бегај од нас, Сатано, во името Исусово. Бегај од заедницата, Сатано, во името Исусово. Бегај од нашите семејства, Сатано, не враќај се повеќе. Тоа е заповед на молитвена војска. Бегај од Македонија, Сатано, и не враќај се повеќе. Ние сме собственост на Господ Исус Христос. Не отстапуваме, те сакаме Господе Исусе Христе. Има ли место, ви го прочитав во минатиот пат,
во моето срце, Господе Исусе Христе, за Тебе? Ова е важно прашање. Нели, тој вели со срцето да разберат, но ќе дојдеме до тоа. Значи, да не имам тесно срце, да не ми е тесно срцето, да не е наполнето со нешто друго, па нема место за него. И доаѓаме до оние стихови од апостол Павле: кога сум слаб, тогаш сум силен. Тоа е тој момент на препуштање, кога сум не гледам, не можам да видам, гледам во Тебе. Кога не можам да разберам, разбирам во Тебе. Кога не можам да слушнам, во Тебе слушам. Кога немам доволно љубов, Ти ме преплавуваш. Гледам во Тебе, победувам. Кога немам доволно самиот и така натаму, со Тебе ја пееме песната можам да направам се. Тоа е моментот, се можам да направам. Само е битно да бидам слаб, за да бидам силен. Со Тебе оздравувам, се возобновувам, се раѓам, се менувам. Пазете, се возродувам во вечната љубов, во вечноста преминувам. Љубовта е вечноста на мојот Татко Небесен. Тука сум некаде. Има ли вистински место, Господе Исусе Христе, за Тебе во моето срце? И повторно ми се отвори овие стихови од Мудрост Сирахова. Пак дојдов до оној дел протестантски Библии со 39 глави во Стариот Завет, а една верзија на православните и католичката, некои веќе ги изфрлаат, имаат 50 глави, меѓу кои ова Мудрост Сирахова и Мудрост Соломонова, кои на вистина длабока врска даваат и објаснување на она што е суштината во Новиот Завет. Да му се ветиш, да му се заветиш. Заветувањето е тоа, например, кога ти ќе се покаеш, ќе се искапеш од надвор, ти треба да му се ветиш. Ти си верен сега за него и се чека свадбата. Ти си вереница и свадбата се чека на јагнето. Кога ќе биде свадбата, се разбира, кога ќе го отвориш срцето, ќе исчитаме некои работи кои отвораат разбирање зошто ние не гледаме, немаме сила, дали има место во моето срце за Господ Исус Христос. Не гордеј се, Мудрост Сирахова 1.30, за да не паднеш и да бидеш осрамотен. Ние дојдовме, гордоста е она што, например, влегува кај христијаните дека знае, извршил задачи, се спасил, умее, има некоја дарба и лесно тука се лизга, вели Господ ќе ги открие твоите тајни, ќе те понизи пред сите, затоа што не си пристапил искрено, он вели во страв Господен, овој препев интересен, значи стравопочит. Дали ти размислуваш дека веќе си рекол, си се заветил, било да си влегол само во вода со мислите или не знам што направил некој обред, ти си се ветил на Исус, а се однесуваш недостојно, тој те гледа, пази, и што срцето твое, вели, е полно со лукавства. Не може тој да дојде во твоето срце. Тоа е првиот момент, понатаму оди 2 глава. Синко мој, ова е навистина фасцинантно, таткото ни вели, сине, ако сакаш да му служиш на Господа, сака да каже на таткото, приготви ја душата своја за искушение. Мораш да ја промениш таа состојба, да ја дадеш душата, кој ќе ја сочува или ќе ја загуби. Ова е важен момент. Зошто е тоа искушение? Па мораш да поминуваш испити да созрееш, да пораснеш. Не можеш да учиш да бидеш во љубов ако немаш практика на луѓе кои немаат љубов. Управи го твоето срце, кај што му вели, се сеќате евнухот, Филип на евнухот, дали срцето ти е право, овде вели, исправи го своето срце, биди цврст, не збунувај се кога ќе бидеш посетен од Бог. Ова е интересен момент. Што значи тоа? Луѓето мислат ќе дојде Исус и ќе им рече што правиш, кај си. Или дојде некој човек, некоја ситуација и ти треба да размислуваш дека тој е тука да побараш сила, да не действаш, ќе чукне некој што бара помош, ќе те колне некој, ќе те пцуе, ќе те соблазнува. Тоа е посетата. Доаѓаш да полагаш испит, прилепи се до него, фати се и не се пуштај, не отстапувај,
Пази што вели сега овде, за да бидеш прославен во последниот ден, кој ќе претрпи до крај, ќе биде спасен, значи тој се прославува во тебе во последниот ден, кога ти ќе се представиш пред него и ако си завршил се, ако си вистински, ќе бидеш измерен во вера, надеж и љубов, заминуваш во Царството Божјо. Во последниот ден ќе бидеш прославен. Нема тоа една доктрина која е влезена и ги прави бесилни тие земни поделени цркви, еднаш спасен, за секогаш спасен. Го нема тоа. Дури во земјата е направено синонимно, подсмевајки се, например, вика еднаш милицаец, за секогаш милицаец. Пандур викаат тие. Не е така. Примај со радост се што ти се случува. Видете, ние дојдовме и размисливме, секогаш кога има некој проблем, некоја загадка, некоја судир, веднаш слегува добра поука, длабока поука која не учи како да пораснеме. Биди променлив, биди трпелив, пази го ова, во промените на твоето понижување. Нормално ќе те понижуваат во светот. Што очекувате? Што ти очекуваш, например, од некој музички фестивал, дека ќе го слави Исус? Па тој му припаѓа на сатаната, светот му припаѓа. Што очекуваш од спортски игри кои се базираат на античка македонска митологија, дека Исус ќе го слават? Тие припаѓаат на сатаната. Јас не знам што е тука проблемот, зашто како што златото се испитува во оган, така Божиите избраници се проверуваш во фурната на понижувањето. Ке те понижува некој, најтешко е кога некој ближен, брат, роднина те понижува или некој ти се подсмева на работа. Тешко е тоа, но издржи во Исус, не се менувај, остани во мир, не му одговарај, не му возвраќај, чекај водство. По извесен период тој ќе ти даде сила да се прославиш ти во него, односно тој да се прослави во тебе. Верувај во Господ, Он ќе ти помогне. Иако ти изгледа било как, оди по неговите патишта, надевај се на него. Едната духовна мерка со која ќе бидеме мерени е, значи, надежта. Дали сум имал надеж во него, верата во него колку ми е и колку љубов носам. Вие што имате стравопочит, страв Господен, чекајте ја неговата милост. Имаме неколку категории кои кажуваат дека нема вечен пекол и проклетство. Тој вели, милоста негова е вечна, љубовта негова е вечна, он вечно не се лути и така натаму. Една вечност има, тоа е неговата љубов. Друга вечност нема, се друго е минливо. Не оддалечувај се од него за да не загинеш. И јас се чудам колку луѓето лесно доаѓа, влегува и излегува, покажува трајна непочитување, нема свесност дека Исус те гледа, дека доаѓаш овде кај Исус, излегуваш и влегуваш, како да е ова не знам што паркинг или некој парк, си доаѓаш кога сакаш или плажа и си одиш. Не размислуваш на суштината, дали да не се оддалечуваш од него. Како ти ќе бидеш близко до него, кога не можеш да го познаеш и така натаму, одиме понатаму, вие што имате страв Господен, имајте доверба во него. Тој знае што прави, некогаш правиш некои постапки во духот кога те води, косата ти се крева, што се правам сега, што реков, а тој има и знае што прави, кога ќе се преслушаш по извесен период на време, ќе видиш дека тоа било негово, дека ти не знаеш и затоа си збунет. Вие што имате страв Господов, да се надеваш дека ќе биде добро, сигурно ќе биде добро, тој нема да те остави. Погледнете ги, вели, поранешните поколенија и видете дали некој се посрамил. Тој вели, кој верува во мене нема да се посрами во Новиот Завет, што се надевал на него, дали бил оставен и натаму, дали некој бил оставен што барал помош од него. Нема да те остави ако бараш помош, ако од срце побараш помош, се разбира ако претходно си направил грев против Светиот Дух, ти дошле 5-6 пати, ти зборувале, ти се враќаш на истиот грев, тогаш е тоа грев против Светиот Дух, кој мора да го платиш како што Давид го плати во однос на убиството на Урија, и ја зема неговата жена, му почина првото дете, уби човек, знаеше дека има Господ, беше воден, го победи Голијат, имаше песни, псалми пеше и така натаму. Одиме понатаму, Господ е милостив,
милосрден, не ги проштева гревовите, не избавува од неволја. Се разбира, ако срцето ти е право, тешко им е на плашливите срца, значи не се плашиш да зборуваш за Исус, мрзливи раце, мораш да действуваш. Грешникот оди по 2 патеки. Не можеш да одиш по 2 патеки. Ти си исклучи, Манде. И по светот, и по Исус. Важно е тој момент да го разбереш. Мораш само по неговата патека да одиш. Не можеш малку овде да одиш, па се враќаш назад. Затоа стоиш на едно место, се враќаш во истата кал и нема место во твоето срце за него, ќе дојдеме понатаму. Тешко му на расслабено срце. Пази, слабо срце, не верува во ништо. Среќаваме такви луѓе. Човекот што го сретна во Егејско, што се оправи, се јави, се фала ми, се заблагодарува, нема вера, останува во старото. Се заблагодарува само, не сака да исчекори, не можам на сила да го довлечам и нема да најде закрила, вели овде. Понатаму, тешко вам што сте го изгубиле трпението, трпение мора да се има, бараш помош од него. Што ќе се случи кога ќе ве посети Господ? Некого да избркаш, да му се развикаш од твое име. Тоа е целиот проблем. Мораш да чекаш водство. Оние што имаат страв, знаат дека Исус ги гледа, веруваат во неговите зборови, тие што го љубат, одат по неговите патишта. Зборуваме за негов пат, за негово водство, за негово движење, за некои луѓе. Ова е само размисла во умот, несватливо и неразбирливо. Понатаму вели да паднеме во негови раце, а не во рацете на луѓето. Рацете на луѓето е да паднеш во сатаната, тие да ти кажуваат што да правиш и тоа никогаш нема да заврши добро, бидејќи со човечки ум никогаш нема да дојдете до Господ. Значи се надеваш на него. Дали имам место во моето срце за тебе, Господе Исусе Христе, е важно прашање. Реално да живее во тебе, не само во мислите. И сега, што е тоа што, например, во срцето ти се наполнува и не ти дозволува да се насели тој? Што имаш во срцето? Почнуваш од најблиските родители, деца, сопрузи, баби, дедовци, имот, чувства, позиции, сето тоа е тоа што ти е во срцето и не дозволува да се насели Исус до крај. Ќе го отвориме тоа понатаму. Што имам на срцето? Тоа се нешта кои те влечат назад, те враќаат во светот. Да ги загубиш или да ги оставиш, за нив ќе направиш се, значи Исус ќе го оставиш, ќе отидеш таму, тоа е тој момент. Што би направил ти за Исус е важно, а не што би направил за светот. И ние имаме тројца најмалку примери, ајде да речеме Аврам не рече не, го однесе синот и се нарече Авраам. Мојсей го послуша, изврши се што му кажа, иако сакаат да го убијат со камења. Се што му кажа. Пазете сега, апостол Павле остави се, го остави позиција, војсководител, филозоф, што беше, се врати назад, го остави Савле. Пазете, се претвори во нула. Тоа е моментот када ние мора да избришеме некои стари учења. Мораш да избришеш, да сватиш дека не знаеш ништо, дека се погрешни земните доктрини, влезене сатаната и затоа тие сите на ист начин реагираат на една слика од Леонардо да Винчи, а не гледаат дека сатаната им е во срцето, но ќе дојдеме тоа. Дали имам место за Господ Исус Христос во срцето? Дали имам место? Чие е моето срце? Значи човекот дојде, се враќам понатаму, чукна во 3, се помоливме, немаше верба, викаше ебати животот. Море замолчи да не те треснам, сакаш ли да живееш? Кажи ти го давам срцето Исусе. Кога му го даде срцето се оправи. Го свати тоа, толку треба да разбереш чие е твоето срце, кој прави да ти чука срцето, сватете го ова. Тоа чука само додека духот негов е во тебе. Кога ќе замине, застанува, се претвара во материја и во кал. Одиме понатаму. Кој прави да ми работи срцето? Како да бидам во една љубов со Исус и тој да живее во моето срце? И доаѓаме до овие стихови кои сите ги читаат,
но не ги применуваат. Кој љуби татко, мајка повеќе од мене, не е достоен за мене, зашто често се случува, кој љуби син или ќерка повеќе од мене, не е достоен за мене, Матеј 10:37, токму тие блиски околу нас да те одвлечат од Исус заради тоа што ти се во срцето и да пропаднете, и ти пропаѓаш сигурно, и тој пропаѓа бидејќи сте го оставиле Исус. Исус вели дека Словото живее во тебе, да остане само ако си достоен. Пазете, а ти ако ги љубиш тие, не остануваш во него, Исус не останува во тебе, ти не си негов ученик, немаш место во срцето, тесно ти е во срцата ваши и доаѓаме до тоа тврдо срце, закоравено срце. И имаме пример сега. Мајка и син, и син имаат проблем, прават коалиција, го оставаат Исус, пропаѓаат. Друг случај, ќерка и татко прават коалиција, го остава Исус, пропаѓа. Трет проблем, син и мајка и двајцата не доаѓаат, не може оддалеку да се направи ништо, бидејќи се уште сте во бањата Витзеида или Силоан, нема кој да ве турне во бањата, мораш да исчекориш, да дојдеш. Тоа е целиот проблем, студено срце, празно срце без Исус, наполнето со овој свет, те носи во пропаст. Најчесто сатаната те одвлекува преку близок роднина, тој ќе го каже тоа, ти брани да доаѓаш, имаме такви примери, но ние мораме да бидеме мудри како змии, незлобни како гулаби, да доаѓаш барем ти, да примиш сила, да можеш ти да действуваш на член на семејство, да не те уценува и соблазнува, и заради телесно роднинство кое е минливо и смртно, го оставаш Исус. И тука пропаѓаш и ти, и тој гинеш, и ти и роднината. Не треба никого повеќе да љубиш од Исус. Пак ќе ве подсетам на од логопедија, албанката ме вели професоре, пошто изборувам за Господ, работиме, нели, апостол Павле, вика во Куранот пишува, пазете они како го разбираат тоа, но дошле до некоја вистина, бидејќи тоа е старозаветно земено, како што е во Стариот Завет, никого не треба повеќе да сакаш од Господ, бидејќи ќе ти го земе. Не е така буквално, нема да ти го земе, те зема сатаната и тебе и тој што го сакаш и ти отпаѓаш, но дошле и знаат некакво сознание, не знаат се, затоа немаат сила да ги љубат сите и се претвораат во нешто, понатаму доаѓа до верски фанатизам. Кој не го земе крстот свој. И ние ќе дојдеме до тој момент. Што значи тоа? Па исчекорот од тихо во Исус. Исус ја извршуваше волјата на Отецот, ја јадеше духовната храна, ја исполнувам волјата на оној што ме пратил, се оставам себе си. Тоа понекогаш значи да оставам некој. Манде знае, ние кога сме поминувале, оставаш се. Например, две сопрузи кои не ќе да доаѓаат на молитва, имаат проблеми со духовната обседнатост и нема да бидат добри, не знам како ќе се одвива ако не дојдат, ги одвлекуваат партнерите и цело семејство ќе пропадне. Може да изгледа добро, но ти си готов, врзан си во пранги, правиш грев против Светиот Дух, ќе ти треба многу да отплаќаш, не размислуваш дека се оддалечуваш од Исус. Се враќаме на стиховите, што значи тоа да го земеш својот крст и да одиш по него, не по себе. Па да го оставиш тоа твојата замисла, да го земеш неговиот крст е. Минатиот пат него прочитав тој дел, го прерипав, бидејќи сакаше сега, тој вели, јас ништо, чека да го најдам каде е на крајот, не можам да направам сам од себе. Кај беше тоа? Јас ништо не можам да правам сам од себе. Ова Исус го вели, кој беше тоа 15-14, мислам дека беше Јован, не тесно, тоа е ситно е. Ништо не прави само од себе. Тоа е крстот да го земеш. Што мислите ти? Тие носат мали и големи крстови. Тоа значи и да врвиш по него. По кого? По Исус и по Отецот, по оној кој те пратил. Не по себе. Тоа е целиот момент. Кај беше? Еве уште. И така секој што ќе ме признае мене јавно пред луѓето,
Пазете сега овој момент, што треба ти да признаеш? Што треба да признаеш? Па вистината, мене ме создаде Таткото Небесен, го даде својот Син Исус, ми вдахна дух и ти човек што не веруваш, ќе изгинеш, можеш да му го кажеш тоа. Колку ќе ти даде тој? Тоа треба да признаеш. Што ќе признаеш, лагата или ќе гледаш таму дека ти е таму на некој фестивал за песни, а песните што се телесните песни се сатански. 99% или спортските игри кои се сатански, зашто прават и делопоклонство кој ќе биде на другите. Тоа е вавилонство од највисок вид. Ќе ви објаснам од каде произлегува тоа. Значи, секој што ќе ме признае пред луѓето, ќе го признавам јас него пред мојот Отец кој е на небесата. Дали го признавам јас пред луѓето? Дали тие знаат кому му припаѓам, кој ме создал, од каде доаѓа силата, од каде доаѓа сево ова? Што признавам јас? Што му признавам? Власт, царство, сила, пазете, името над секое име. Дали јавно ова го признавам, срцето признавам дека е негово, или кој ќе се одрече од мене, пак е тој момент. Значи ти му викаш треба да дојдете овде, како што одиш на лекар на операција физичка, на духовна, нема да се спасите ни со апчиња, ни со било што. Само привремено, ти не доаѓаш, бегаш, обседнат си веќе. Пазете, по извесен период, демонскиот свет сраснува за тебе и ти не правиш разлика меѓу сатаната и твојата душа, односно со духот на овој свет. Ти тогаш не размислуваш, ти мислиш дека не ти треба молитва, ти мислиш дека ти си во право. Ти мислиш дека ти ќе направиш нешто, без мене не можете да направите ништо, значи ќе се одречеш и јас ќе се одречам од него пред мојот Отец кој е на небесата. Тука завршува и почнува, дали сум јас христијанин или не, 10:33. Треба да се одречеш од себе, а не од него. Луѓето од него се одречуваат, ќе се налутиш, не гледаш, по плодовите ќе ги познаеш дали се тие, како да речеш, лажни Христоси, лажни водачи, има ли плодови, какви плодови, праски, сливи и кајси и не. Плодови на љубовта, дали се изразува духот, дали има жива вода, дали тоа тече постојано, изворот. И затоа ние го направивме Радио Свети Дух. Тоа е жив водос кој ќе си тече додека трае ова, додека има, додека тој ќе каже, како што ми рече, последно ќе биде тоа што ќе го направиш на земјата. Значи да се одречам од себе, не од Исус. Тогаш ќе имам јас место на Исус во моето срце, не да ми лежи друг на срце. Во 34 стих вели: ви носам меч на духот. Тоа е тоа живо слово кој ќе слезе да кажеш, да пресечеш, да видат, да се замисла, да речат: ама чекај, како го зборуваш ова? Ама како, нели ти е страв? Ама како направи ова? Исус направи. Ќе гледаат на поширок регион, ќе гледаат дека има сила, и тие што треба и тие што не треба, демоните ќе треперат, се разбира. Не ни дава мир со сатанскиот свет, на демони кафе не служиме, ќе раздели, како што вели, од овој грешен свет, татко од сина си, мајка од ќерка си, сна од свекрвата неизина. Тие се тие проблеми кои нас не влечат натаму или наваму. Ќе ги раздели затоа што секој поединечно ќе одговара во Царството Божјо, кога ќе застане, ќе се представи пред него. Го отделува неговиот свет, синови и ќерки Божји од ѓаволскиот свет. Да, тоа се наши роднини земни, но е во една пророштво на Манда и се рече: небесното роднинство е трајно. Ова е минливо, затоа тој вели: која е мојата мајка, кои се моите браќа, кој ја исполнува волјата, ете го пак тоа на мојот Отец, кој јаде, значи, од духовната храна, тој ми е брат, сестра и мајка. Значи, кој ме прима вас, ме прима мене, кој ме прима мене, го прима оној што ме пратил. Не доаѓа лично тој кај сите, како што тие мислат: мене Исус ми рече, мене Исус ми зборува, мене Исус ќе ми суди, мене Исус ќе ме учи, да ти си посебен. Тој праќа посредници, затоа вели: кој ве прима вас, кои се тие вас, ме прима мене. Но ти треба да ги разликуваш тие елементи. Дали е тоа Исусов сотрудник, војник, слуга, старешина, има ли плодови, има ли жива вода или нема, или се занимава со земно разборување.
И потоа вели, кој го прима, каде да го примиш? Па во срцето. Во срцето треба да го примиш и тоа тешко го разбираат. Понатаму, зборува за примање во срцето, а дали има место во моето и во твоето срце за него е важно прашање. Важно прашање. Има ли место за тебе? Мил Господе Исусе Христе во моето срце, цело срце му давам, се му давам, не очекувам ништо, само силата на љубовта да ме поведе. Значи прашањето е кој живее во моето срце, важна раскрсница на која паѓаат денешните земни христијански заедници. И тие рипнаа сите една слика, подметната туги знаења, ја препокриваат како било подсмевање и така натаму. Прво, Леонардо да Винчи не е христијанин класичен, тој е сликар, насликал една слика, Бог никој никогаш не го видел, фреските во црквите не се реални, тоа е непристапна светлина, луѓето што го гледаат светлина и сеќаваат духовна љубов, значи тоа се лажни слики. Второто прашање е, сите рипнаа за две фестивали, физички фестивал и на пеење, кои се сатански сами по себе, никој не се побуни. Пред 2 години во декември СЕФ, Светски економски форум, донесе одлука, илуминатите и најбогатите луѓе на светот кажа што ќе биде. Исус е лажна вест, ќе направиме олтар, ќе си направиме Бог и завршува таа приказна. Никој не се побуни за тоа. Тие сега врескаат за нешто што е дел внатре во нив. Прашање е дали внатре во нив, во нивните заедници има место во срцата на верниците за Господ Исус Христос. Зошто не го гледаат другиот момент? Гледаат нешто. Што очекуваш ти кога ќе појдеш во јавна куќа? Да видиш христијани или во кафана, да ќе видиш пијаници, ќе видиш друго што треба, во фудбал фудбалери, во спортисти кои трчаат како улави да го поминат времето, вавилонци да се искачат највисоко. Христијаните треба да ги бараш, како се вика, со боринче да ги најдеш, дали вистински имаат вера и дали Исус живее во нашите срца. Ти благодариме, Господе Исусе Христе, што ја излеваш Твојата сила, што го примевме Твојот мир, Твојата вечна љубов. Остануваме во Тебе, со Тебе можеме да направиме се. Се радуваме што не љубиш. Сакаме да бидеме дел од таа вечна љубов и вечна радост од земјата до небесата. Амин. Ќе испееме една песна, па ќе продолжиме.